Со системско решение, независниот академски синдикат бара решавање на покачување на платите на вработените во високото образование, кои не се опфатени со гранковиот колективен договор. Најдобро за сите нас е да има едно системско решение кое што ќе се како база, како основа кое што ќе може да се имплементира за сите јавни високообразовни установи и научни установи, наспроти парцијалните решенија кои што се може да се склучат на ниво на работодавач. Со овој колективен договор, освен што се регулираат секако сеопфатно сите права и обврски на вработените и се дава можност за квалитативно напредување на нештата во високото образование, не само во поглед на платите, туку е многу важно и се гарантира дека ниту еден колективен договор подпишан на ниво на работодавач нема да биде полош од овој. Секаде каде што покачената минимална плата прави урамниловка во високообразовните институции, е потребно да се искоригираат согласно подпишаниот Гранков колективен договор, објасни председателот на СОНК Јаким Неделков. Се разбира и не само тие работни места, него тоа што еви колегите од НАКС дополнително ќе пообјаснат, тоа што беше договарано работа во фази на овој колективен договор останува подигнување на коефициентите по работни места или така како што беше планирано и договарано, распонот на работни места од најниската плата до највисокото звање во високообразовните институции да биде 1:5. Во изминатите 2 години за Неделков, сегашниот Гранков колективен договор ги исполнил очекувањата на СОНК, при што платите на наставниот кадар се покачени во 2 наврати за 10 односно 18%.